Во тетовското село Јелошник се одржа втората костенијада, манифестација која собра голем број љубители на овој прекрасен есенски плод. Со шарпланинската костенијада се настојува да се направи поширока афирмација на костенот, кој во овие предели на Шарпланина го има во изобилство и е со врвен квалитет. Невладината Бела Виста и германската организација Про Натура како организатори на празникот на костенот бараат од владата да обезбеди субвенции за луѓето од овие краишта кои одгледуваат квалитетни костенови дрвја. Организаторот и учесниците на манифестацијата упатија апел за поголема грижа за костеновите дрва, бидејќи голем број од нив се заболени и им се заканува целосно изумирање од заразната болест попозната кај народот како костенов рак. Преку она се што ни го ставиат дедовците, имаме шанса да во Македонија направиме еден производ, туристички производ, кој што ќе ги повика цела Европа, целиот свет. Нема да одиме во Европа, него Европа треба да дојде кај нас. Ние сето тоа да знаеме да го спакуваме, кога денеска што знаеме да го спакуваме, со ваша енергија и со ваша поддршка и со врежување со општините и со сите чинители да направиме да се добиват, да се направат подзаконски законски акти, да се усогласат и да костенот со сето она што го има, проблемите на костенот, да влезе во програмските акти и за него да се добиват субвенции, тоест населението, костенопоседувачите да имаат можност, апликација во сите фондови кои што ќе ги додели владата, да може да аплицираат, а преку тоа да се стимулира заштита на правенство на костенот. Годинешната костенијада во Јелошник представуваше можност да се изложат костените и специјалитети од костен подготвени од вештите жени. Едновремено беа промовирани и други специјалитети подготвени од жителите на повеќе населени места во регионот.